кажи ми како може да постои голема прекрасна победа. Не го одговорив до крај. Не го одговори. Еве како може да победи? Председател, Чекај. Премиер, влада, законодавен дом, локална самоуправа. Апсолутна власт, велат, апсолутно корумпира. И тоа е точно. Да. Која голема победа била прекрасна? И која голема победа не донела големи проблеми? И големи страдања? Не, проблеми да, страдањи Октомврска револуција. Не оди толку далеку. Јас само Македонија ќе ти ја кажам. Не. Страдања донесе 98-та. Јас зборам за јас зборам за Кованицата, прекрасна голема победа. Да. Француска револуција. Еве вака. Диалектички, да. Не одговара. Еве тија, Француска револуција изведена со гилотината. Еве ти ги. Те потврдувам тебе. Октомврска револуција со гулазите, прогоните и погромот, гладот и така натаму. Ја мислев на Македонија. Па Бранко Црвенковски на прекрасна голема победа ме асоцира 2002-15 Одма ќе ви одговорев. Првото големо разочарување 98 големата победа во која ја учествував како алтернативец. Се случи војната. Тоа беше големо и страдања. Сега. Второто големо разочарување е 2002 година, кога одиме во друг правец. Можеби рипнав нефер, како се вика, транзицијата и оплечкувањето на македонскиот народ 2004-2008 година, ама тоа беше една болна транзиција која се уште трае и за која секако левата опција е крива, бидејќи тие ги измислеа олигарсите, кои го оплачкаа народот, државниот и општествениот капитал и така натаму. И 2016 година. Ја мислев ќе збориме за избори и за резултати, ама вие гледам ме возите на друго место. Не, ќе стигнеме. 2016 година е круцијална година кога Македонија скренува кон амбисот и кон провалијата. Ја анализирав цела една година ми требаше. Дојдов до големи исправни сознанија, се спремав, не успеавме 2020 година, во голема мера се успеа 2021 година во кој вие учествувавте. Ја од вистината никад не бегам и секој пат со добра диоптрија ја гледам, зборувам за локалните избори и сега е завршеток третиот бран 2024 година кога имаме дупли удар со претседателски избори и со парламентарни избори, кога тоа што не снајде 2016 година, кога се одзеде и легитимитетот, и легалитетот, и суверенитетот на победникот, кога односот беше, ќе се изненадите, никад не бил 5:1, македонскиот блок спрема албанскиот блок, нема да верувате. Тоа беше однос 100:20. 100 ваква анализа никој не прави. Пишете 100 Костов ваква анализа направил. 100 пратеници беа македонци, 20 пратеници. Тоа беше 10, 15, 3-2 албанците беа. Да. Тие тогаш Али Ахмети, големиот стратег тогаш, а не денес, веќе е поразен од еден друг лидер, сега веќе кој дојде на површина, и тогаш Македонија и се одзеде суверенитетот, тогаш Македонија почна да слабее. Да имаш ти 100 пратеника. Сада сама зборам и ВМРО заеднички. Пази, ја ткивото не си го делам суштински, политички го делам, левица и десница. И да имаш само 20 пратеници албанци. Таква смицалица да ти се направи, ама да ве подсетам. Јануари месец, Тирана, како се викаше таа спогодба? Тиранската платформа, така беше. Морам да подсетам дека Никола Груевски понуди да поддржи малцинска влада предводена од СДСМ, така, само да не се прифати Тиранска. Ама кој тоа ти го спори? Не, подсетувам, за да знае дека се согласувам. Тогаш се направи вертиго едно неправилно, победникот отиде доле, беше сгазен, тоа е ВМРО ДПМН, поразениот отиде горе, тоа е СДСМ подпомогната фактички од лабораторијата, од лабораторискиот инженеринг на ДУИ тоа излезе и ние од тогаш 4 и 4 7 година. Декември 16, јануари 17. Тезата на ДУИ знаеш која е? Па да чуеме. Тезата на ДУИ е дека тој
мајски договор, Да. тогаш не го прекршиле ДУИ. Добро. Туку го прекршил Никола Груевски, Добро. бидејќи на Никола Груевски му било понудено да направи влада со ДУИ, но на ВМРО-ДПМН не биле подготвени да ја прифатат председател на собрание. Добро. И практично тие велат ВМРО-ДПМН тогаш ќе прекрши принципот победник со победник. И сега те прашам, ти му веруваш на Дуи, нали? Не, јас само кажам неговата теза. Добро, добро. Тука сме, близко сме. Значи да завршам тезата. Го анализирав тоа со месеци и години. Ако сте приметиле, ако некој ќе си одите дома или вечер или утре, гледајте колумните што ги пишува в Кајвас. Имам нешто поднапишано и се трудев кога ќе дојде крај на тоа, јас да имам сознание и да се спремам да учествувам во тоа. Морам да кажам дека вие во една многу убава фаза учествувавте во локалните избори во враќањето на суверенитетот. Јас цело време учествував позади завесата во едукација, тренинг и обука на десницата и сум горд на тоа. И едноставно направив еден материјал кој нема, ќе се изненадите, па прв пат кај вас го објавив во 7 или 9 наставци, кој е брз нека виде тамо кога ми дадовте во Македонија дали имаме формална или суштинска демократија. Прв пат е кај вас објавено тоа, колку да знаете. Па после го разработив на 160 страници анализа, го поделив на сепарати, преговарав со Нова Македонија, ми објавија 21 наставак, сега во предкампањата и во кампањата, договор постигнав со 24 вести, имавме 4 емисии, со Македонско радио 8 емисии, со Лидер 7 и така натаму, и приметувате ли мене ме немаше на дебатни емисии. Намерно го направив тоа. Аргументите беа кај мене во мојата анализа, никој немаше да ме слуша, бидејќи со квалификативи од другата страна, кликот ми се запали, кога се скаравме, си дозволивме да се навредиме со човек кој сме политички различни, ама приватно живееме 25 години. И нема да го кријам кој е, Зоран Иванов. Со кој у кафана седиме, се дружиме поради воздухопловство, ние лом се направивме на една мисија лани во ноември, октомври, на само вистина. Да. Дојдов дома, добив укори, атомска слева с десна од мојата фамилија и ја решив. Ја ќе да им правам веќе на некого, со пријателите да се карам. Не, се повлеков од дебатните емисии, не сгрешив, ги погодив сите работи, се мора малку да се фалам. Сите работи во пред кампањата, во предкампањата, во кампањата и во резултатите. И сега да се пожелам нешто. Ајде. Комплетни 2 редакции ги добив со опклади, ми ја пеат песната и ми ја кажуваат песната Нели ти реков и катето, групата. Тука ќе се насмеам, ќе ве погледнам, бидејќи и вие спаѓате во тие. Значи, еве и нема да кријам. Лидер го добив целосно, Инфомакс го добив целосно, никој не ми признавате. Јас ти се јавив уште првиот ден, после првиот круг и реков, Сотир, јас должам ручек. Така. И... Ама знаеш што ми рече после? Ама нели ти реков дека толку ќе има гласови? Не си изборил со мене. Не, не си го зборил тоа со мене. Добре. Значи, јас ја погодив до број излезеноста 870.000. Погодив до број колку ќе освои до 120.000. Прв круг имаше 780.000. Обкладата добили ја изгуби. Не изгубив. Не го погодив со односот со Златев ми вети апартман, одмор, у Охрид го нема. Ја ти вети вручек, ја ти реков ќе одадам. Ама не, ја ова се шегувам. Не. Ја кафе ќе пијам. Не, мене ми е мерак. И не забави по $1 се клади. Мене ми е мерак затоа што ќе признам, повеќе пати се јавував за да те слушнам и за да ми кажеш кои се твоите ставови околу тоа што се случува во државата. 11 опклади ги добив. Пази, 11 опклади ги добив. Само еден не ми дига телефон, дури си зема за право на што мене никој не ме нарекал така на овие фејсбуци да ме напаѓа од други лични примери и на тој, мислам, друг ќе му плати на тој, ја покажувам каде, од причина што некоректен кој мене испадна. А со сите други ми е ке вака да се зафркавам, бидејќи следниот пат вие ќе ме добиете. Може ли? Ја ќе изгубам. Може ли да ти поставам едно тешко прашање, затоа што до сега бевме Што лесно беше до сега? Затоа што до сега беше лесно. Ајде. Кажи ме, Мечка. Кажи ми како може да постои голема прекрасна победа. Не одговорив до крај. Не го одговори. Еве како може да победи? Председател, чекај. Премиер, влада, законодавен дом, локална самоуправа. Апсолутна власт, велат, апсолутно корумпира.
И тоа е точно. Да. Како може да биде голема прекрасна победата од тој аспект? Ама нема да ме прекинуват, ќе бидам кратко. Не. Кога во една изборна кампања, која ја однапред ја видов, учествува во нејно припремање, со Леонардо да Винчи и Мона Лиза, и ја нареков, ремек дело ако ја изведите, ќе се сретнат еден лидер на партија, чие име е професор Христијан Мицкоски, една професорка која стана кандидат за председател на Република Македонија, Гордана Силјановска Давкова, со избирачите, со напатениот македонски народ. Под македонски народ подразбирам сите што живеат во Македонија, а тоа значи граѓаните избирачи, и кога еден кон друг ќе си дадат синергија од нивната енергија, кога ќе пратат пораки, а пораките ќе бидат примени и вратени, и ќе се добие на председателски избори 560.000, многу ги грешам овие бројки, ама сега нема да сгрешам, а на парламентарни избори 436.000, Да. тогаш се вика тоа голема, апсолутна победа на председателски и на парламентарни избори. Одговорноста, мечка си во право, е многу голема, одговорноста мора да биде на прв план, ама ајде да дадеме шанса прво да се конституират, а не Мицотакис од онаму од југот да ми вика новата влада, па нема влада, па имаме техничка влада, бе, драги мои пријатели и соработници, бе. Значи, ти одговарам... Но имаме нов председател, да, кој што заради кој што реакциите на предизвика реакција од Мицотакис. Да. И се однесуваше на тоа, новите власти да. во Македонија, кажа. Не, нова Новите власти влада. во Еве новите вака. власти во Скопје. Како може? Малку знам и грчки, не мора да Добро, преведува. ја не знам грчки, ама го читам Да, на ја македонски. Ја знам еколо кумадец, кој ќе Спогодбата, кажа тие на плажа. Ја знам и Јас друго стварно нешто на знам. мама, нема да го кажам, говор на омрза ќе ни кажат. Шо? Од грците, види, од грците немој да очекувате ништо добро, постар сум одел, седно ќе ви кажам и нема да е ова говор на омрза, бидејќи ќе се одбрнам со Волтер. А Волтер го знаете, на цел еден век е прогласен као филозоф и не само филозоф, еден од татковците и на правото меѓународно, европско и така натаму. Он вака има речено. Од сите народи на Европа, најпокварен е грчкиот народ. Јас го исправам. Од сите политичари во Европската Унија, најрасипани, најкварни се Бугарските. не, грчките па бугарските. Од грк не очекува ништо добро, поготово кој ти ја зема историјата, антиката, и сега ти го зема името. Значи, данајците и поклони кога носат, немој да се смееш, немој да видиш радосен, него внимавај. Така да Мицотакис, кој 3 протокола не сака 4 години, он не е 4 години на власт, ама колку е години на власт да ги ратификува. Не може со мене и со тебе да разговара за неспроведување на спогодбата од Нивице. Не може. Нека ги ратификува. Нека не вика со она безвезната Скопје е. Скопје не вика, да. Нека не вика како што доликува на него. Председател, пази збора. А нашата председателка избра слобода на говор, личност, карактер, демократија, плурализам и да изговори Македонија, ама како експерт правник докажан, покажан и докажан дома и на меѓународен план, да потпише што и понудија. Она го спроведе Уставот, законот и одредбите на спогодбата од Нивице 102,5%.